Се предвидува дека поплавите со интензитет еднаш во векот ќе почнат да се случуваат на секои 40 години благодарение на зголемувањето на нивото на морето предизвикано од климатските промени. Се вели во новиот извештај на Африканскиот центар за стратешки студии Think Tank, финансиран од Одделот за одбрана на САД. Експертите велат дека нарушувањето на крајбрежните и пристанишните градови во Африка ќе има раздорно влијание врз економскиот раст во внатрешноста. На периферијата на економската престолнина на Бенин, Котону, живеалиштата во градот Ганви се изградени на столбови во крајбрежна лагуна. Понекогаш се нарекува Венеција на Африка. Представници на локалната власт во општината Соава, каде се наоѓа Ганви, велат дека поплавите се влошиле во последните децении. Има два основни економски активности овде во комуната Соава – земјоделство и риболов. Кога водата ќе се подигне, посевите се уништуваат. Исто така исчезнуваат и сладководните риби. Како резултат на тоа, економскиот живот станува тежок. Ефектите врз заедницата се поразителни. Жителите велат дека во нивните куќи не се живее повеќе. Многу од нашите работи беа уништени. Поради поплавите, куќата што ја гледате беше уништена минатата година и морав повторно да изградам на друго парче земја за да спречам водата повторно да влезе во неа. Тој вели дека познава родители чии деца се удавиле во поплавата. Александре Бодо, друг жител на Ганви, вели дека неговиот добиток од ова трло е исчезнат по поплавата, а водата ја наполнила неговата куќа до ова ниво. Ги губиме нашите куќи. Немаме пари да ги обновиме, па целото семејство спие во чамец. Заедниците долж брегот, околу утоките и крајбрежните лагуни, како Ганви, ќе бидат првите што ќе ги почувствуваат најголемиот дел од промените. Поплавите и ерозијата на крајбрежето исто така ќе влијаат на пристаништата во Африка. Не се прави доволно за заштита, според економистите. Шокантно е со колку малку финансии се поддржуваат овие градови во однос на градење, инфраструктура и услуги, но особено во однос на климата. Исклучително е важно не само да се прилагодиме, туку со зголемување на нивото на морето да се земе предвид и ублажувањето на ефектите. Експертите велат дека делот на крајбрежето на Западна Африка, од Абиџан до Лагос, е на пат да стане најголемиот мегалополис во светот и би можел да биде дом на половина милијарда луѓе до крајот на овој век. Тоа е веројатно 50% од африканскиот или повеќе од 50% од вкупниот ГДП на Африка во тој појас, па ако се развие добро, навистина би можел да го предводи континентот кон одржлив развој. Освен Ганви, Лагос и главниот град на Гана Акра беа на удар на големите поплави во 2022.